Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе го направиме последното видео за кое што разговаравме дека ќе направиме за алткоини, а тоа е, како што веќе поразговаравме, за Phantom, за Link и за Algo. Значи ќе поразговараме што се, ќе разговараме кои се нивните шанси на пазарот, каква е нивната моментална ситуација и ќе поразговараме околу некои вести кои што ги најдовме за нив. Со тоа што денеска сакам да повториме како се прави една анализа на коин и затоа многу ќе биде добро на последниот на Algo да направиме целосна анализа заедно, значи буквално од почеток па до крај со определување на нивоа, трендови, значи буквално се ќе најдеме на чартот сами по себе, директно на каналот со цел да се потсетите на оние видеа кои што претходно ги имавме, затоа што ова што ви го давам најчесто е директно целосно среден материјал со сите најдени нивоа. Верувам дека е паметно да се потсетиме малку. Сега, ќе започнеме со Phantom. Значи, пред да започнеме повтор, нели, мораме да погледнеме што се случува на пазарот. Значи, само на кратко да спомнеме, како што рековме, гледаме дека имаме паѓање на биткоин, нормално, не може да паѓа се надолу, постојано. Значи, имаме 5 последователни денови во пат, кои што денеска имаме позитивна корекција нагоре, со тоа што се стигнавме до средината на Болинџер бендот, затоа и ја имаме оваа корекција, како и претходната, значи ова беше, ако се сеќавате, претходен отпор кој што се претвори во сапорт. Сега моментално ќе видиме дали ќе биде задржан, затоа што, значи ако се сеќавате неколку пати тоа се го имаме тоа спомнато. Само да објасниме точно што станува збор. Значи имаме bearish divergence, каде што цената прави повисоки врвови, додека во исто време кога ќе провериме, гледаме дека RSI, значи гледате, RSI и следната корекција на RSI е помал, се разбираме? Значи кога имаме повисок и понизок врв на RSI, додека во исто време имаме понизок и повисок врв на самата цена, имаме значи различно движење на RSI и на самото движење на цената, што ни покажува дека е време за промена на трендот, односно и самиот моментум Wave ни го кажува истото. Значи гледате овде дека оваа црвена линија со овие две црвени точки на промена на бранот на моментум ни го покажува истото. Затоа што Market Cipher е направен автоматски да ги вчитува овие вредности на RSI и на вредноста на самите врвови на во овој случај биткоин цената и при тоа да ни покажува кога имаме таков тип на промена на трендот, односно bearish divergence, како што овде ни покаже bullish divergence. Значи обратно, каде што во случајов овдека би имале, значи чисто ако треба веќе да го направиме тоа како споредба, значи имаме low и lower low, додека обратно се случува во самиот Market Cipher, односно вредноста во случајов првенствено на самиот бран на моментум имаме значи понизок и повисок врв, додека овдека имаме еден и следното е понизок. Значи гледате, обратно се пропорционални еден од друг. Кога имаме цената паѓа во обратна насока од тоа што е бранот на моментум, како и во исто време самиот RSI, но со тоа што во оваа ситуација, значи гледате, и RSI-от е на подолна вредност, но бранот на моментум ни го дава истото. Се разбираме, значи кога самиот бран на моментум не е подлабок, како што и самата цена, туку гледате дека вредноста на истиот моментум бран е повисока од претходниот, од падот кој што го имавме во оваа ситуација, ова беше Terra Luna падот, ни покажува дека имаме bullish divergence, тоа што моментално гледаме на пазар. Значи, најчесто ваквите bullish divergence кога немаме Market Cipher се определуваат преку RSI. Значи, RSI треба да има обратна насока на движење за разлика од цената. Значи, затоа имаме bullish и bearish divergence. При тоа, во оваа ситуација, значи, имаме на дневно ниво bearish divergence, која што е потврдена, значи гледаме дека веќе имаме движење надолу, значи доколку бевме во овој ден на 31 јули се уште не беше потврдена, но моментално е потврдена и ја гледаме оваа црвена голема точка која што моментално ни покажува масивна корекција која што би требало да дојде. Значи, гледате, последно гледате каде тоа се случува. Значи, 8 септември 2021 година, а доколку погледнеме што се случува тогаш, чисто за да видите што значи таков тип на масивна точка. Гледайте. Значи, гледайте каква корекција имаме последниот пат кога сме имале таква точка, чисто за да видите како функционира Market Cipher. Значи, од моментот на 6 септември па до крајот на корекцијата сме имале вкупна корекција од прилика 23%. Кога првпат ни се појавила ваква црвена точка претходно. А сега моментално само што се појави истата на
Еве, гледате. Значи на дневно ниво, затоа значи тоа се неколку индикатори кои што ни покажуваат дека можеме да очекуваме подлабока корекција, иако моментално цената на биткоин се уште се обидува да се пробие нагоре, а втората и најбитна е тоа што конечно имаме значи движење на цена на вредноста на DXY нагоре. Значи јас очекував дека ќе имаме баунс од 61,8, односно во ова поставеност овде на Фибоначи, тоа беше златното ниво, но иако имавме пробив надолу, стигнавме до ова месечно ниво, кое што е исто така и претходен локален хај на 13 мај и блиску до 78,6, односно последното ниво на корекција на Фибоначи секвенцата, што значи дека јас верувам дека оваа корекција е завршена. Што значи дека ќе имаме сега движење на цената на вредноста на DXY нагоре и па и на пазарите надолу. Значи ова е генерална анализа која што подетално ќе ја направиме кога ќе стигнеме до анализа на биткоин, тоа е негде во почетокот на наредната недела. Чисто ова е само за да видите, и она што ви го кажав, ако се сеќавате од претходните видеа, точно она што ви го кажав. Значи, она што наведав наговестивме дека ќе имаме прекршување на бранот на моментум и сигналот ќе премине базичната линија со зелена точка, RSI е во нагорна линија, исто така базичната и сигналната линија се раздалечени, VWAP е во нагорна линија, RSI се наоѓа на вредност со 53. А претходната максимална вредност која што достигна беше 74. Значи има 20 поени за движење нагоре. Јас очекувам не само што ќе се врати во каналот, туку ќе продолжи и по каналот нагоре. Останува да видиме, но тоа е моето очекување. Со тоа што ова директно, значи само да напоменам за онаа стратегија за која што веќе разговаравме, верувам дека сакате да знаете до каде сме со истата. Ова директно одговара на нашата стратегија да очекуваме дека Етериум, само момент да најдеме Етериум, дека Етериум ќе се врати до полето во кое што очекуваме да се врати, за да можеме да купиме во... Значи, се сеќавате, веќе направивме она анализа, но верувам дека повеќето од вас сакате да знаете апдейт во истата. Значи, рековме дека ќе очекуваме враќање на цената на Етериум надолу, барем до врвот на претходното акумулационо поле, што представува негде околу $1300. И веруваме дека оваа корекција на DXY нагоре ќе бутне цената на Етериум како и на останатите криптовалути надолу. Дополнително, гледате дека се наоѓа точно под, само момент, точно на долната граница на паѓачкиот триаголник, кој што е формација уште од врвот на претходниот bull market, гледате. Значи исто и ова ќе помогне во корекцијата, како и левелот на Фибоначи кој што го достигнавме, а тоа е 78,6 од апсолутното дно кој што го достигнавме на 880. Значи веќе имаме целосна корекција до последното ниво на Фибоначи, што значи очекуваме движење на цената надолу. Че ова е чисто за оние кои што ги следаа претходните апдейти, затоа што како што рековме на 19 септември ќе имаме значи конечно долго очекуваниот мерч на Proof of Work и Proof of Stake, што доколку се случи, тоа дополнително многу ќе помогне во однос на профит на оние луѓе кои што работат на пазарот. Затоа и како тим очекуваме да акумулираме Етериум во наредниот период. Го напоменувам ова чисто за оние кои што следат нашата програма и сакаат да знаат апдейт за однос на она што моментално го следиме на пазарот. Значи како краток апдейт. Сега да се вратиме на Phantom. Значи Phantom е еден од оние blue chip, пак ќе кажам, второстепени blue chip валути кои што сакаме да ги акумулираме. Проблемот со Phantom што е? Значи првенствено првиот и најголем проблем кој ја што го гледам е Андре Кронје, кој што уствари беше креаторот како на они го нарекуваат Wi-Fi, ама ова е уствари најскапиот коин на market cap, мислам на по цена, затоа што има многу market cap и можеби би познат. Тоа е уствари Yearn Finance, така се нарекува проектот кој што го направи, ова е Андре Кронје и потоа истиот го направи Phantom. Значи, он како еден од основоположниците на крипто проектите во светот е уствари еден од оние кои што први, например, во светот успеале да воведат ваков тип на проекти со многу големи, на некој начин, претходно невидени технолошки развој и слично. Значи, затоа истиот како таков беше многу голем поим во однос на поради тоа што он стои позади проектот, многу луѓе веруваа во самиот проект. Во моментот кога истиот најави дека ќе го напушти, иако ова е малку стара вест, значи јас само ви кажувам зошто мислам дека е еден од потенцијалните проблеми кои што ние гледаме за овој коин на пазарот, значи неговото напуштање проектот не значи дека проектот ќе престане да постои, но
довербата, посебно на оние луѓе кои што претходно биле на пазарот и веруваат во неговиот потенцијал, затоа што Yearn Finance направи многу луѓе многу богати. Значи тоа е коин кој што има многу малка маркет кап, но оние кои што го имаат, Yearn Finance имаше повисока цена од биткоин и тоа во многу голем период, поради тоа што има малка маркет кап, и оние кои што биле паметни и го купиле и верувале во овој човек, направија многу голем профит во однос на Yearn Finance. Сега, генерално за Phantom, мислам дека ова е првиот и, да речем, одлучувачки фактор дека ние ќе го ставиме како еден од последните проекти за кои што би го акумулирале, затоа што, пак ќе кажам, значи, замислете ако овој човек го направил целиот проект, стоел позади него и одеднаш се откажува од истиот, значи не се битни причините, иако истиот не ги наведува точно причините зошто, значи не е поврзано со проектот, значи проектот не е направил никаков проблем, тоа е поврзано со негова лична одлука дека сака да се тргне од криптопазар. Што значи дека ова е една од негативните работи кои што ги гледам во Phantom, како и оној напад кој што го доживеа на 1 јули, кога заедно со оние кои што поседуваат Polygon и Phantom, беше нападнат мостот помеѓу овие две валути и со поп-ап прозорец, значи буквално беа повикувани луѓе кои што поседуваат Phantom и Polygon да се најават на собствениот wallet и истите буквално ги внесувале своите фрази. Значи замислете, ви се појавува поп-ап и ви вели Phantom Wallet, ве молиме внесете вашата фраза и вие внесувате вашата фраза. Значи, јас затоа ви реков, измами ќе има постојано на пазарот, тоа не е ништо ново, но вие мора да го имате тоа во предвид, затоа што, значи, така се учи. Сите оние кои што знаат основни вредности на крипто, генерално како криптосфера, знаат дека, значи, фразата не се пишува нигде освен во официјалниот wallet, нигде на друго место. Значи, кога ги симнете апликација за официјален wallet од официјална страна, само таму, и тоа доколку зборуваме за hot wallet, за хардверски wallet, значи никаде не се пишува освен на самиот wallet директно. Значи самиот wallet директно ви дава да ја внесете фразата, на тој начин сте заштитени комплетно. Така да, чисто ова како еден од оние хакови кои што им се случил, иако они не се криви, значи ова е само незнаењето на луѓето кои што, значи, ги имале овие валути и кои што на некој начин работеле со ваков тип на бридж, значи затоа им се случило, но ова се две негативни работи кои што ги најдов за проектот. Генерално новости за Phantom нема, доста е тивко. Значи не сум нашол ни некој посебен апдейт кој што го прават, ни па нешто ново што се случува, но како проект претходниот булран имаше многу солиден потенцијал, зборуваме за огромен профит, значи имаме од претходниот лоу до до неговиот хај 1400%. Значи зборуваме за солиден, масивен напредок, што ја верувам дека дури да направи некоја обична корекција и да не успее да стаса до самиот врв, ќе има солиден профит за оние кои што го поседуваат, значи не би препорачал да го продавате, но сакам да кажам дека генерално проектот сега за сега нема никакви големи проекти или нешто што е во позадина, значи тоа е што проверив. На месечно ниво гледаме дека VWAP е во заоблување, како и самиот бран на моментум, но не заборавајте дека ова потребно е многу време пред да добиеме прекршување, а верувам дека тоа ќе кореспондира и со самиот момент на нели утврдување на дно и конечно започнување на bull market, со тоа што гледаме дека RSI не е на најниската можна точка, значи истиот достигнал 34, а моментално е на вредност од 44, а вакви 10 поени многу може да значи многу. Гледаме дека сите нивоа се утврдени, значи нема потреба да задржуваме повеќе овдека, со тоа што на неделно ниво имаме повеќе податоци кои што можеме да ги видиме. Сега, значи ова е нивото каде што очекуваме да го акумулираме, чисто затоа што ова е буквално дното на претходниот фактички оној залет кој што го има пред самиот bull market. Значи оваа корекција верувам дека ако не врвот на самата корекција овде, тогаш и ова дно би представувало точно местото каде што гледаме дека веќе корекцијата е направена, значи и да продолжи да се движи истата, верувам дека ќе се движи во овој сектор, со тоа што или над или во самото поле на акумулација ќе биде еден од најдобрите моменти каде што можеме да акумулираме, тоа е на неделно ниво. Гледаме дека, значи како и сите останати, значи ова е она што ви го кажував постојано, гледате дека целиот пазар е во нагорна линија постепено, со тоа што имаме масивна корекција на стварите на пазарот, гледате за облување на money flow, VWAP е во позитива, имаме нагорна линија на бранот на моментум, сток RSI е на 89, RSI е на 37, што е
повисоко од претходните вредности кои што ги имал нормално во претходниот bear market. Сега, тоа е добро, но не заборавајте дека ова е практично можеби е и крај на самата корекција, затоа што гледам дека движењето на Phantom, значи верувам дека ќе биде запрено во 0,39 центи, затоа што овдека имаме, значи од целиот овој бран на паѓање имаме само една свеќа која што ќе представува сериозен отпор. Значи гледате и овдека и во првите две свеќи, тоест втората и третата свеќа веднаш по утврдување на овој отпор веќе покажале дека ова ќе биде сериозен да речем сектор на отпор од 0,4 па до негде 0,45. Значи тоа би бил отпорот кој што го очекуваме на неделно ниво. Се уште е млад коинот за да добиеме вредност од 200 неделни, 300 неделни вредности и на дневно ниво гледаме дека го имаме овој неопределен фактички триаголник, значи не е ниту паѓачки, ниту растешки триаголник, каде што како што можеме да видиме цена да се движи во границата на истиот и гледаме дека моментално е буквално помеѓу ова поле на отпор кој што го имаме и она поле кое што очекуваме да имаме акумулација. Значи како што рековме, ова буквално е гледате, значи дното на претходната практично корекција која што имало пред да отиде во апсолутен булран. Затоа веруваме дека овој триаголник, иако имаме пад на истиот на пазарот надолу, буквално гледаме, значи ова е 100 дневната вредност, значи зелената ни е 50, жолтата ни е 100, значи 100 дневната вредност, дори да имаме испад од овој триаголник нагоре, верувам дека ќе веднаш ќе го спречи ово движење и ќе го врати и во триаголникот и надоле, верувам, во оваа зона на акумулација, со тоа што сеќавате. Значи на неделно ниво се уште се движиме нагоре, но на дневно ниво, колку што можеме да видиме, веќе сме во сериозен пад надолу, како со бранот на моментот, веќе имаме два падови едно по друго, така и RSI, така и сток RSI, имаме VWAP под нулата, единствено Money Flow е се уште во некоја нагорно движење, но ono што сакам да ви кажам е дека оваа корекција која што видовме на скоро сите валути досега, оваа Bull Divergence е веќе завршена. Значи ова е тоа завршување и верувам дека сега ќе се вратиме повторно надолу, со тоа што дали ќе утврдиме ново дно или пак само онај ако се сеќавате што ви го покажам, значи како што рековме досега неколку пати, чисто да ви покажам за да имате упредвид за што станува збор. Секогаш кога ќе утврдиме дно, значи цената не прави V движење, че нема да го очекувате сега дека од ова V ќе трне нагоре директно и не знам нема да запре во следниот bull market. Значи секое дно, гледате, значи после дното цената се движи во истото уште некое време, гледате. Значи да, овде е самото дно, гледате. Значи после утврдување на макро дно, цената се движи солидни неколку месеци во тој период, во тој сектор. Исто и овде, во 2013 година. Значи, гледате, цената, значи, продолжила да се движи во тоа поле на дно фактички уште неколку месеци пред да имаме следен bull market, затоа и ви кажувам дека не морате да брзате, значи ние дури кога ќе утврдиме дното, дури да не сме купили на апсолутното дно, ќе знаеме дека сме блиску до дното и дека се што ќе купиме ќе биде одлично за наредниот bull market. Затоа ви велам дека подобро е да почекаме на корекција отколку да купиме на овој врв и цената да се придвижи например надолу повторно до претходното дно. Значи затоа ви велам дека нема потреба од брзање, посебно не во bear market. Значи bear market имате огромно време буквално за тоа, да тактизирате, да чекате на одредена цена која што вас ви одговара и тогаш да купите. Затоа и ви реков, например, ако сакате да купите Phantom, не мора да брзате. Почекајте. Значи гледате дека корекциите постепено на сите им доаѓаат, на дневно ниво гледате, веќе се движи надолу, со тоа што ова од дневно ниво ќе се префрли на неделно ниво. Значи буквално така доаѓа. Значи овие корекции вие може да ги најдете на најмалото време, како што например на 1 час, и понатаму како се движите нагоре, значи ако на 1 час имаме сериозна корекција, истата ќе се одрази, да речем, во следните 8 часови на 4 часово ниво, во следните 2 дена ќе се одрази на дневно, во следните недела дена ќе се одрази на неделно ниво. Поентата е што, значи, ваквиот тип на корекции е потребно време додека истите да се одразат на поголемите временски зони. Значи имајте од тоа предвид, затоа ви велам. Ова што сега моментално го гледаме на дневно ниво, оваа корекција, за да стигне да се одрази на неделно ниво, потребни се неколку денови кога конечно истата ќе падне, за да ги заоблува индикатори надолу. Се разбираме, гледате, ова заоблува и на VWAP, затоа што VWAP и сток RSI се првите кои што покажуваат дека имаме корекција и дека се спремаме за корекција, и потоа ќе се случи истото и со бранот на моментум, како и со Money Flow,
па исто и со RSI како најбавен од оваа низа на индикатори, значи тоа некогаш не го заборавајте. Сега, линк. Значи, линк, мене да го ме прашувате, е еден од коините кои што навистина секој мора да ги има во собственото портфолио, ќе ви кажам и зошто. Значи, првенствено, што представува линк? За разлика од Phantom, кој што пак е Layer 1 солуција, како што се и ADA, и Ethereum и слично, значи имаме многу од истите, но за разлика од тоа, значи самиот Chainlink ни нуди нешто што генерално е многу потребно, а е скоро непостоечко на самиот пазар. Значи, Chainlink или Link представува Oracle. Значи, тоа е посебен вид на криптовалута која што има за цел поврзување на самите криптопроекти со надворешниот свет. Во превод, тоа е конекцијата која што ги конектира фактички, значи наоѓа use case на самите криптопроекти со реалниот свет. Преку софтверски солуции и слично, но самиот Chainlink, тоа му е проектот. Нормално тоа го прави различно за сите криптовалути. Со што досега најголем use case има Ethereum, затоа што истиот го користи Chainlink како еден од најпотребните Oracle за сите негови апликации, односно апликациите преку Chainlink прават софтвер со кој што допираат до реалниот свет. Значи, еве, чисто во вестите, тоа е едно од вестите кои што сакам да ви ги покажам. Значи, еве, прост пример, ова е едно од најпозитивните вести со кои што сум ги видел за Chainlink во последно време, а тоа е, сега не знам дали ги следите оние видеа кога зборувам за DOT. Moonbeam беше еден од првите проекти кои што успеа да се интегрира на DOT мрежата, со тоа што ваквото интегрирање на големи, практично на нивниот Relay Chain, како едно од првите, значи едно од првите 5 валути, истите веќе длабоко работат на негово развивање како криптовалута на Polkadot блокчейнот, со тоа што веќе направиле интеграција на Chainlink во собствениот проект, со тоа што девелоперите, значи промената на цените, значи еве, чисто да го скратам ова да не мора да го читаме цело. Девелоперите на апликацијата, самата посебен на Moonbeam и сите оние подапликации кои што ќе потекнуваат од Moonbeam, преку Chainlink директно, значи развивањето на овие апликации, директно ќе можат да ги гледаат и да работат со промената на цените на останатите криптовалути. Значи тоа прилика би било во кратки црти, иако јас на пример ова технички не би можел да ви го објаснам, затоа што ова е многу подлабоко. Нели кога веќе станува збор за техничката страна на самите крипто кодери, но она што е битно вие да го разберете е дека, значи, поентата не е вие да разберете се до детал како функционира. Тоа не ви е толку битно. Генерално, од криптосферата, добро е да знаете како се тоа функционира, но вас ви е битно да знаете кои се тие буквално Chainlink. Идејата на Chainlink уствари представува карика, значи кои се тие најбитни карики во ланецот на самиот криптосектор, кои што мора да ги имате, кои што се неопходни за развој на самиот криптосектор. Значи затоа ви велам. Oracles. Прост пример, значи сега веќе секој од овие нови Layer 1 солуции, како што е на пример Cardano, се обидуваат да имаат свој Oracle кој што ќе биде да речеме најфункционален и најсоодветен за нивниот прво програмски јазик на кој што се пишувани како блокчейн, а второ најсоодветен за апликациите кои што се развиваат на самиот Layer 1 солуција, како што е на пример Ethereum, Chainlink, така и Cardano. Значи на Cardano Oracle се нарекува Eddy. И истиот развива свој Oracle за да не мора да зависи од Chainlink, затоа што на тој начин Chainlink има буквално монопол на пазарот. Затоа и секој од овие Layer 1 солуции има некој таков тип на коин како што е Chainlink, кој што ќе има буквално за истата цел, да ги поврзе апликациите и проектите на ваквиот крипто сектор со use case во реалниот свет. Затоа што доколку тоа го нема, тогаш се она што го гледаме ние во крипто светот е само, значи, недостапно е за нас, нема реална корисност. Но овие Oracles буквално тоа го прават. Значи затоа како такви проекти се многу битни, запамтете, кога некој ќе ви спомне Oracle, идејата е дека истите имаат за цел да поврзат работата на одреден крипто проект со надворешната корисност во реалниот свет. Затоа, на пример, Chainlink, ова што го прочитав во однос на поврзувањето со Moonbeam, е многу паметно, посебно со оглед на фактот дека Chainlink е користен највеќе на Ethereum мрежата, замислете сега кој ќе почне да се користи и на Polkadot мрежата која што сега е во развој. Значи тоа е дупла корисност, што на пример во наредниот bull market би му дала многу добар, да речем, развој,
А дополнително не забравяме дека Chainlink досега се покаже како најдобар крипто во среде булран, во среде bear market. Значи тој беше првиот кој што имаше многу голем развој во 2019-2020, да речем, тој крајниот период од bear маркетот, и истиот може тоа да го направи повторно. Затоа и ние очекуваме Chainlink да биде еден од првите проекти кои што ќе почнеме да ги акумулираме веднаш по утврдувањето на дното. Сега, една, да речем, не толку позитивна работа, која што исто така морам да споделам со вас. Сеќавате Grayscale, веќе неколку пати го имаме спомнато до сега. Тоа се оние огромни фондови кои што имаат огромен капитал под за својата работа фактички, со тоа што Grayscale беше еден од првите ваков тип на инвестициони фондови кој што директно инвестираше во криптосферата, со тоа што на почетокот на претходниот bull market, оние кои што го следеле, истиот имаше само биткоин. Значи буквално само имаше своје портфолио на биткоин и тоа беше единствената валута во која што инвестираше. Како се движиме понатаму во самиот bull market, истиот ги додаде Ethereum, потоа почна да додава тип на коини како Cardano, како Solana, значи оние, да речем, буквално првите топ 10, топ 15, но само најдобрите оние layer 1 солуции. Со тоа што понатаму истиот отвори сосема трето портфолио за ваков тип на, да речем, секундарни blue chip проекти како што се Link, Litecoin, Bitcoin, Cash и слично, со тоа што гледаме дека овој, значи во моментов истиот ги отстранува овие, да речем, последни најмали алокации кои што ги има, затоа што станува збор за ризичен сектор. Значи да не се лажеме. Истиот, само момент, ја мислам дека овде ги пишува и точно, значи на 6 јули, гледајте, ова е еден дел од самото портфолио кој што го поседува. Значи значи ова е првенствено како изгледа алокацијата на нивното портфолио, главна алокација, сето она што го имаат во крипто. 68,88% во биткоин, 25,2 во Ethereum, 2,7 во Cardano, 2,2 во Solana и 0,96 во AVAX, со тоа што имаат и секундарно портфолио, она што ви го спомнав, каде што гледате, значи во секундарното портфолио кога би споредиле што има, еве како изгледа. Со тоа што повторно ќе ви кажам, значи он има различен тип на портфолио во однос со тоа колку е вреден проектот, со тоа што нормално дека во првиот, како што можеме да видиме, највредни се и највеќе застапени Ethereum и Bitcoin нормално, со тоа што во секундарното портфолио имаме 31% Cardano, 25% Solana, 13% Polkadot, 10, односно 11 Avalanche, еве Matic имаат околу 8,5, 5,2 Cosmos, интернетот на крипто и Algo последните 4,37. Значи, гледате, дури ако се ориентирате по тоа што они поседуваат, тоа е една од добрите работи кои што може да ги направите посебно од ваков тип на големи фондови, значи има многу луѓе кои што јас лично ги познавам, кои што буквално се водат по како ваквиот тип на огромни фондови алоцираат средства, поради тоа што они многу подобро знаат од нас што треба да чуваат и затоа и самите прават проценка за тоа колку од одредената валута треба да чуваат, така да ова е една од стратегиите кои што можеби вие не е лошо да ги разгледате, односно следете ги вестите или пак официјалните страни на ваков тип на огромни фондови кои што имаат алоцирано во крипто проекти и видите како тоа го прават. И според тоа може да се ориентирате затоа што верувајте ми, многу од луѓето се профит кога гледаат, да речеме дека на пример Grayscale, еве пример, одлучила да купи огромна количина на Link. Тоа значи дека Grayscale нешто знае што се уште не е објавено. Значи има луѓе што не само што ги следат, да речеме, овие финансиери, како што се огромните фондови, туку буквално следат одреден wallet. Еве на пример, значи гледаат wallet на Bitcoin, да речеме топ 5 Bitcoin wallets и што прават? Значи буквално следат, само да го најдам каде беше точно, мислам дека овде беше. И значи они што прават? Буквално следат како моментално флуктуираат не првиот и вториот, затоа што тие веќе се знае на кои се Bitfinex и Binance, третиот. Значи буквално го отвараат овој волет и гледаат дали истиот купува или продава и според тоа буквално го емитираат. Значи ова е една од работите кои што на пример луѓето ги прават и успешни се. Затоа што ваквиот тип на големи волети како што е на пример овој кој што има 131.000, скоро 132.000 биткоини, значи точно знае што прави и многу повеќе знае од нас на пазарот. Значи ви го кажувам чисто да го знаете како една од стратегиите кои што може да ги примените, значи или следење на огромни фондови или следење на ваков тип на огромни волети кои што многу подобро знаат за одредени информации од нас, односно буквално слепо ги следат. Значи
како менуваат. Значи, ако продаваат и они продаваат, ако купуваат и они купуваат. И најчесто се во профит затоа што ваквиот тип на продажби и купување се директно поставени со леверидж позиции кои што ги прават на пазарот. Значи, не заборавајте, ваквиот тип на огромни корпорации или волети многу често учествуваат во леверидж трейдинг, но верувајте ми, кога тие учествуваат во леверидж трейдинг, се случуваат големи бранови на пазарот. И сега да се вратиме на линк. Значи, објасниме што е линк. Сакав да ви покажам из ова кога веќе бевме на самата тема, како изгледа кога луѓето имаат други видови на стратегии. Сега, на месечно ниво гледаме дека линк се наоѓа во ова повеќе е како канал отколку триаголник, со тоа што многу појасен е кога ќе се смениме на неделно ниво. Гледаме дека на неделно ниво е точно канал. Затоа на месечно ниво, например, така не изгледа, но само на кратко да видиме што се случува на месечно ниво. Значи, чисто да ви стане јасно од каде потекнува ова поле кое што сме оставиле како акумулационо поле, кое што треба да биде до една година пред халвингот. Значи, ова е претходниот врв од 2019 година, по кој што имавме, значи ова е оно што ви го кажав на среде bear market, Chainlink, еве само да ви покажам, значи на среде bear market, фактички да речем пред крајот на самиот bear market, Chainlink беше првиот што експлодираше со 2900%. Значи затоа и Chainlink беше многу ценет во претходниот bear market, bull market, извинете. Со тоа што сега јас верувам дека ова акумулационо поле кое што го направи тогаш пред официјалниот bull market, сега верувам дека ќе биде многу јака зона на поддршка, со тоа што истото е поддржано и од ова месечно ниво кое што е успоставено на 1 јуни 2019 година и гледаме дека веќе цената влезе во истото, но нели очекуваме и оваа корекција која што е направена после вториот бран да биде горната граница, односно ова следно буткање на цената надолу што го очекуваме на пазарот, верувам дека ќе го унесе точно во она акумулационо поле во кое што очекуваме да го акумулираме. Иако, значи не заборавајте тоа што ја кажам. На месечно ниво изгледа се доста булиш, односно се, да речеме, гледате. Бранот на моментум се заоблува, VWAP е нагоре, сток RSI, RSI е на најдлабоко што некогаш бил досега. Значи иако тоа така изгледа, не заборавајте дека, како што рековме, ваквиот тип на корекции е многу потребно време за да се реализираат, а во исто време доколку се вратиме, како што рековме, на дневно ниво, како и сите останати валути, гледајте, иста ситуација. Значи, чисто само да ви покажам како изгледа. Значи, гледајте овде што се случува. Имаме веќе. Сега, немаме корекција, ево, она е тоа што ви го кажував, значи, чисто за да видите како изгледа кога имаме bearish и bullish divergence. Значи, овдека немаме bearish divergence, затоа што имаме помал, повисок врв. Кога ќе погледнеме овдека имаме помал, повисок врв, помал, повисок врв, како и на RSI, така и на бранот на моментум. Затоа и немаме bearish divergence, но тоа не го менува фактот дека самиот пазар ќе ја бутне цената надолу. Гледате, значи сме имале корекција до 93, сега сме веќе на корекција надолу до 63, а ваквите корекции на сток RSI знаете дека некогаш може да од 100 до 0 за неколку денови. Бранот на моментум се движи надолу, веќе имаме оваа црвена точка, VWAP под нулата, гледаме дека и money flow полека се заоблува за да се придвижи во нулата. Значи гледате, ова се сите работи кои што на дневно ниво ни покажуваат веќе дека корекцијата е започната и гледате, значи само што не сме влегле повторно назад во ова поле, а моментално гледаме дека главната пречка за цената е првенствено 100-дневната средна вредност, како и исто гледате, значи исто како што го споредивме на Phantom. Една свеќа од сите овие паѓачки надолу, која што ни представува отпор, која што еднаш сме ја скршиле, сме паднале под неа, овој пат не сме успеале да ја пробиеме и гледаме дека почнуваме да се движиме надолу. Значи, не само ова поле, туку и самата 100-дневна средна вредност не сме успеале и полека се придвижуваме надолу кон овој тренд кој што јас го најдов уште од почетокот. Значи, гледате од каде потекнува овој тренд. Значи, овој тренд потекнува уште од првиот акумулационен период. И истиот е комплетно испочитуван, гледайте. Значи овдека е комплетно испочитуван, потоа во моменталниот пат гледайте. Значи точно испочитуван до точка, до последна. Затоа и верувам дека и да се пратиме, значи ова ќе биде главната акумулациона зона пред да испаднеме од самиот канал надвор, што можеме да го видиме на неделно ниво, значи ево тој канал каде што се движи цената надолу и гледаме дека цената иако со мали испади на вистина се задржала во самиот канал. Значи гледате, кога ќе видите дека ваквиот тип на свеќи се точно пресечени каде што поминува линијата, ви покажува дека да, тоа е местото точно каде што линијата треба да поминува, затоа што имаме, значи, она се тие ретести. Пробивање, ретест, неуспешен пробив надолу. Пробивање, ретест, неуспешен пробив надолу, исто и обратно. Од долна страна,
значи ни покажува во исто време дека овој канал е стварно битен во движењето на цената на линк и верувам дека пребивањето негово нагору некаде подоцна во овој bear market ќе биде званично моментот кога истиот ќе тргне во bull market, да речем наредниот, значи не веднаш, но нели постепено ќе почне да се движи нагоре. Исто, гледате. Значи сето ова ни покажува булиш, но не заборавајте дека веќе на дневно ниво имаме промена на трендот надолу и затоа како што реков, моментот кога ќе завршиме со утврдување дали сме на дно или не, ќе почнеме да акумулираме, па дури да сме касно. Значи овие се оние клучни валути кои што стварно сакаме да ги имаме, затоа што на криптопазарот како посебен тип на технологија се од многу битно значење за развојот на самиот криптопазар, а Link како еден од првите Oracle, ако не и прв официјално во криптосферата, верувам дека самиот по себе има огромен use case и истиот ќе ни помогне во акумулирање соодветен профит во наредниот bull market. Тоа беше Link. Сега ќе се вратиме на Algo. За жал за Algo јас не успеав да најдам никакви вести, нема да ве лажам, значи стварно пробав, но за жал не успеав да најдам никакви вести. Доколку некој има, ќе ве замолам да ми покажете, затоа што од официјалното паѓање на истиот во bear market јас не успеав да најдам никакви званични вести за да можам да кажам нешто дека се случува официјално. Сега, ќе направиме целосна анализа, како што рековме на крајот на Algo, значи буквално ќе најдеме се заедно. Првенствено сакам да ги утврдиме, значи двете најбитни нивоа кои што ни се битни во иднина. Значи овдека ги ставаме за да не успееме да ги заборавиме во никој случај. Значи на 1 мај 2023 година, тоа е една година пред халвингот и 1 мај 2024 година, кој што ќе ставиме со црвено, кој што е самиот халвинг. Сега не значи дека тоа ќе биде точно самиот халвинг, затоа што халвингот флуктуира во денови, затоа што не се знае точно кога ќе биде завршен блокот кој што ни е потребен, оној број на блокови за да влеземе во самиот халвинг на алгоритмот, но ги ставам овие две за да знаеме уште колку време ни е потребно, затоа што до една година пред халвингот веќе сме утврдиле дно и почнуваме да се движиме нагоре, со што на халвингот веќе сме солидно нагоре тргнати во следниот bull market. Затоа јас секогаш ги обележувам овие две линии и се многу битни, ако мене ме прашувате, и верувам дека е паметно да направите и вие истото. Сега ќе определиме првенствено нивоа, со тоа што првата свеќа не ја земаме никогаш, затоа што истата најчесто е, значи, се уште не определена добро на пазарот, затоа што е, значи, знаете она масивно движење на почетокот кога имаме голем дамп или голем памп, затоа и не го земаме, почнуваме секогаш од втората свеќа. Значи, овдека ќе имаме месечно ниво, со тоа што ако се сеќавате, значи сите овие работи што ги објаснам сега се објаснети во нашиот базичен курс каде што објаснуваме се нивоа, трендови и се. Затоа ќе ве замолам ако не сте ги погледнале, се вратите нас да ги погледнете, сега е моментот да го направите тоа. Значи, големите трендови се наоѓаат првенствено највеќе на месечно ниво, со тоа што ги обележуваме сите highs и lows. На тој начин можеме да видиме каде, значи ова е најниското ниво кое што го имаме. На тој начин можеме да видиме зони, како што можеме да видиме во кои што веќе се движи самиот бран и зошто е тоа така, што ова е едно од најниските. Високите нема да ги определуваме, зашто ќе ни бидат битни во следниот bull market, далеко сме од тоа, со тоа што на месечно ниво јас верувам дека ова би било се што можеме да најдеме. Сега ги се придвижиме на неделно ниво, значи јас би можел да ги утврдам и трендовите, но на неделно ниво е секогаш подобро затоа што многу повеќе свеќи имаме и можеме подобро да утврдиме како истите се сечат. Значи, вака прилика ќе дојде со тоа што во оваа ситуација, ако се придвижиме, значи на дневно ниво, ќе можеме да видиме дека, значи, поентата на трендовите е да најдете, да сечат што повеќе свеќи, но не и нивните тела. Со тоа што, што можеме да видиме во оваа ситуација, ова е најдобро поставен тренд. Иако истиот би требало да биде од апсолутниот врв, значи тоа не е секогаш така, поентата е да ви помогне затоа што самиот тренд многу подобро е исцртан кога сече повеќе сенки, а не и свеќи сами по себе, значи телото на свеќи. Со тоа што втората, доколку определувате, гледајте од претходниот бран. Значи овдека например многу подобро може да ја најдете доколку некаде оприлика овде би било. Ова би било втората гранка, гледајте како. Значи кога ќе определиме, кога ќе зумираме, гледаме дека точно, значи можеби вака би било оприлика најдобро представен овој тренд, само не. Овдека подоле ова би било најдобро представување, мислам, на трендот кој што можеме да го направиме со цел да сече што помалку
значи скоро ни една свеќа, но да ги следи самите сенки. Гледате, дури и овој пресек овдека е директно представен од самата тренд линија, со тоа што кога ќе се вратиме на дневно ниво можеме уште толку попрецизно да ја определиме и да видиме дали точно сме ги нашле. Ево гледате, значи на дневно ниво точно ви покажува дека стварно сме ги нашле правилните вредности на овој тренд надолу. Само момент, ова беше грешка. Така, значи гледате, точно ни покажува дека сме ги нашле трендовите на движење на цената надолу, како и овде горе, со тоа што овде горе можеби е потребна мала корекција, но ви реков, значи кога ќе направите на неделно ниво, мора да се вратите на дневно ниво и да видите како самите свеки ви покажуваат дали сте го определиле правилно. Значи гледате, сме ги пресекли овие сенки, корекција, гледате, точно се вратила корекцијата до трендот и пробила надолу. Исто и овде. Значи гледате, ова растојание помеѓу овие две свеки точно ни покажува дека трендот е правилно поставен. И овде га гледате, значи дека сме имале корекции на самиот тренд, иако нормално кога има прекршување нагоре и надолу, тоа не може да го рачунате како пресек на самата свеќа, затоа што кога на неделно ниво гледаме тоа, овдека свеки немаме, значи истите не успеале да завршат над нив. Затоа на дневно ниво само определуваме дали овие пресеци кореспондираат со, значи гледате да бидат фактички над или под повеќето од нив. И конечно имаме најздола уште една корекција, значи точно гледате како точно е представено до самата линија и конечно сме успеале да се пробиеме над. И тоа гледате, точно значи под успеаваме да пробиваме и моментално се наоѓаме над оваа триаголна формација. Сега ќе се вратиме назад на неделно ниво, значи сме определиле правилно. Затоа ви реков, значи најголем број на свеки да може да бидат во самата корекција и само сенките да ги сечеме на надворешно ниво. Сега, алго е долго време на пазарот, како што можеме да видиме, но 200 неделната се уште не е појавена, онаа средна вредност 200 неделна. Да видиме на неделно ниво, дали имаме некој ниво кој што треба да ги определиме. Значи, првенствено овде имаме ниво кое што треба да определиме. Да, гледате. Значи, точно ова е, само што треба да го промениме во неделно ниво. Значи, вие сами определете каков тип на бои ќе бидат за вас, значи оние на месечно неделно ниво. Само да видам од каде потекнува ова моментално движење на цената. Овде, јас верувам дека ова дно би кореспондирало, само момент. Не. Значи, не е тоа дно, но можно е да го достигне, затоа и ќе го оставиме сега за сега. Само сакам да видам, мислам дека овој. Ова. Локален хај. Мислам дека е нивото на кое што цената моментално се задржува. Гледаме дека истото е уствари средна вредност под кое што над и под се движела цената и гледаме дека моментално на исто место, гледате, значи овој тренд, извинете, ова ниво, гледате како ја пресекува цената под и над ова движење, овој акумулационен период. Истото се случува и моментално. И затоа е многу добро кога ќе најдеме ваков тип на нивоа кои што може да ни помогнат за утврдување за тоа што ќе се случува во иднината, со тоа што јас во оваа ситуација, со оглед на фактот дека не сме успеале да се држиме над претходниот акумулационен период кој што ние во пред претходниот bull market, верувам дека, значи, ќе биде паметно да го определиме овој сегмент. Значи, јас го ставам ова како жолто поле, вие може да одлучите како вас ви одговара нормално. Значи, како жолто поле, каде што би требало да акумулираме, со оглед на фактот дека моментално е цената влезена точно помеѓу овие две месечни нивоа во претходниот период на акумулација. И верувам дека истата ќе се задржи со оглед на фактот дека очекуваме повторен пад на пазарот и секогаш ставам акумулационото поле да заврши до една година пред халвингот, затоа што јас верувам дека до една година пред халвингот сите оние криптовалути кои што ќе бидат успешни на редниот bull market веќе ќе бидат тргнати нагоре, посебно надвор од нивното акумулационо поле. Значи затоа и тоа така го ставам секогаш. Сега, да видиме што друго можеме да најдеме на неделно ниво. Значи, гледаме дека цената е длабоко под од самиот market cipher, сите овие средни вредности кои што ги имаме, длабоко под 50-100 неделната средна вредност, 200 неделната средна вредност се уште ја немаме, додека на исто гледате, значи имаме нагорно движење на 100 RSI, VWAP е нагоре, дори за одлување на money flow, значи приливот на пари, и бранот на моментум е со нагорно движење. Значи ова се првенствено на неделно ниво, сето она што досега на сите исти, значи ни го покажаа дека
сите се во нагорно движење поради корекцијата на биткоин. Но доколку се вратиме на дневно ниво, можеме истото да го видиме што го видовме и претходно. Сега, јас знам дека треба да направиме за Market Cypher, значи стварно треба да направиме видео, редно е, каде што ќе објасниме што е, како и точно што се гледа, иако верувам дека поголемиот дел од публиката веќе е запознат затоа што нели постојано објаснувам, но овие линии кои што ги поставувам, и секогаш ја поставам нулата за да можам, значи ова бела линија што ја гледате, ја поставувам овде на нула, за да можам да гледам кога бранот на моментум ќе ни пробие над и под исто како и VWAP, значи многу поедноставно ми е да гледам. Потоа, на 30 и на 70 ги поставувам овие испрекинати бели линии за самиот сток RSI и RSI ни се oversold, значи препродадени ако е над 70 и прекупени ако е под 30. Како и средната жолта 50 вредност, која што најчесто гледаме дека ни помага во определување на корекции како на RSI, така и на сток RSI. Гледаме дека се движи, например, во полето под 50, над 50 во долги периоди. И горната линија ја ставам за да знам каде е апсолутниот врв, до кој што најчесто се стасуваат RSI и сток RSI. И уште една линија која што постојано користам, а тоа е минус 60 линијата, како и плюс 60, но овдека ми кореспондира со самата 50, значи линија, затоа што најчесто корекциите, посебно во долниот дел, гледате, значи посебно во долниот дел, се случуваат околу минус 60 левел. Значи затоа ја имам запазено, ја имам ставено, затоа што поголемиот дел од корекциите, посебно на бранот на моментум, се случуваат околу плюс 60 и минус 60. Затоа и истата ми е многу битна и секогаш ја користам во Market Cypher. Значи не знам зошто, но сум приметил дека многу често се случува и затоа истото го забележав. Значи нели како едно од работите кои што ми помагаат. Значи да видиме што се случува на дневно ниво. Значи, жолтата линија ни е 100 дневната вредност, која што се наоѓаме многу близко до неа и гледаме дека истата ни представувала отпор на цената во солиден период. Гледате, значи, уште од моментот кога прв пат успеала цената да се сигне под истата, после крајот на bull маркетот, имаме едно одбивање на цената, дури и ова може да го рачунаме како близко до одбивање, исто како и ова. Зошто? Не е значи само допирот самиот по себе, значи допирот на овие средни вредности не значи ништо доколку луѓето не се исплашени доволно за да купат или продадат. Исто и обратно. Во оваа ситуација оно што сакам да ви кажеме дека кога цената ќе се приближи до 100 дневната средна вредност, која што е една од многу, значи најбитни кои се 200 и 300 неделната средна вредност и 100 дневната вредност, посебно за оние дневни трговци, кога цената ќе стаса близко до оваа, значи во позитивна или негативна смисла, како во случај во негативна, каде што цената би била во отпор, многу од оние кои што купиле овде продаваат овде затоа што знаат дека ова е многу силна вредност, значи многу силен индикатор кој што кога ќе се пробие нагоре, најчесто сме влегувале во bull маркет, а додека сме во bear го користат како момент каде што треба локално да продадат за да го зачуваат овој профит од оваа корекција, исто и од оваа, и затоа на пример гледаме дека многу често не одбивала, што верувам дека ќе биде случај во оваа ситуација, затоа сме далеку од наредниот bull маркет. Со тоа што на дневно ниво, ако погледнеме Market Cypher, ќе добиеме истата, значи како и досега, гледате. Бранот на моментум повторно надолу, црвена точка, VWAP надолу, money flow надолу и тоа имаме за облување. Со тоа што сток RSI и RSI се негде околу 50, но веруваме дека многу лесно е да се коригираат надолу, истите се уште неодлучни. Значи, она е тоа што ви кажам дека на дневно ниво прво се гледа корекцијата, па потоа истата да се одразува на неделно ниво. Значи, гледате, со тоа што сме далеку од bull market support бендот, кој што е значи истиот на дневно ниво не е битен, најбитен на неделно ниво, каде што треба и да го гледаме, а на неделно ниво е многу далеку. Значи, затоа гледаме дека ова е единственото што можеме да го најдеме. Гледате, значи истиот е, само да видам каде моментално се наоѓа, имаме вредност од 0,5 до 0,52, а нашата цена е 0,34. Значи сме далеку од bull market support бендот, кој што пробивање на истиот значи исто така почеток на официјален bull маркет. Значи, како што можеме да видиме, веќе сме влезени во акумулационата зона и тоа средината на истата, која што е представена од оваа права која што ја најдовме на неделно ниво, уште на самиот почеток на Algo, и верувам дека Algo е еден од оние проекти кои што на вистина ќе има use case, со тоа што Algo е исто така Layer 1 солуција, каде што на собствениот систем, на собствениот екосистем, Algo како и Ethereum се користи за плаќање за fees на сите апликации и на сите проекти кои што се креирани и работат на Algorand екосистемот.
Значи, јас самиот по себе е некој, како да кажам, значи генерално доколку го погледнеме на market cap, чисто да видиме, значи кој market cap не го користам, ќе ви кажам и зошто, затоа што истиот е поседуван од Binance. Значи ако сакате проверете ова информација, ќе видите дека истиот е поседуван од Binance и затоа истиот е манипулиран. Значи најчесто market cap не е представен како што е реално. Може да погледнете, ќе видите посебно во однос на Ripple, затоа што Binance има голем проблем со Ripple, во однос на тоа дека може да го достигне во market cap, посебно во bull market. Секогаш му кратат од market cap, не знам зашто има некој проблем. Но, нели, затоа ви кажувам дека CoinGecko или останатите се многу потранспарентни, може да видите, има, нели, доста видеа и за тоа, може да видите дека значи market cap, главната програма на CoinMarketCap е многу манипулирана. Значи да видиме каде се наоѓа Algo, моментално. Океј, не очекувам дека е толку тоа, Algo на 32. Но реално во претходниот bull market истиот беше на многу добра позиција, можеби беше негде околу првите 15 и јас верувам дека истиот како таков има солиден use case и верувам дека ќе има многу добар напредок и понатаму, но нели, не сакам да брзаме, ќе почекаме да видиме како самиот маркет ќе налага. Значи тоа е нешто што го имаме како во предвид, но мораме да видиме нели дали ќе сакаме и тој да го земе, затоа што се сеќавате кога ви кажав, значи не може да имате само layer 1 солуции. Поентата е што доколку имате само ист тип на коини, тоа ќе биде проблем за вашето портфолио, затоа што некои од тие ќе одат напред врз основа на неуспехот на останатите. Што значи дека вашето портфолио додека во еден сегмент се движи нагоре, во другиот сегмент ќе се движи надолу. Затоа што да речеме поголемиот дел од проектите, на пример од Algorand, ќе преминат на не знам, на Ethereum или на Cardano. Што значи дека вие фактички ако имате Cardano и Ethereum ќе се движат нагоре со цена, додека во исто време Algo ќе се движи надолу. Затоа би ви напоменал. Добро е да диверсифицирате во вашето портфолио. Значи имајте DeFi проекти, имајте менувачници, значи зошто зборувам ваков тип? Значи имајте пример DeFi проекти, Compound и Aave. Потоа менувачници имајте Uniswap, имајте токени како на пример FTT од FTX менувачницата, BNB од Binance менувачницата. Значи на тој начин диверсифицирате за тоа што бирате оно што највеќе ви се допаѓа, проекти во кои што највеќе верувате, а си дозволувате самите себе си, значи да имате во повеќе различни сектори, поради тоа што секој сектор во крипто има различен период на бум. На пример, моментов е DeFi бум, така? И сите оние криптокоини кои што позајмуваат средства, кои што работат како интернет банки, ќе се движат нагоре. Потоа да речем има следен период во кој што на пример Oracle се движат нагоре или Layer 1 солуции се движат нагоре. Значи морате да имате од различен тип на проекти со цел да диверсифицирате во однос на тоа кој дел од крипто ќе напредува, а второ да не се ставате во ситуација еден дел од портфолиото да ви оди надолу, а еден да ви оди нагоре поради тоа што сте обрале само еден тип на коини, како на пример Layer 1. Замислете вашето портфолио се состои од само Layer 1 солуции, на пример Solana, Polkadot, Cardano, Ethereum, разбирате, Algorand, како и да е понатаму. Значи идејата е да направите диверсификација во кој што инвестирате во оние проекти во кои што верувате, но потоа значи правите и слична диверсификација од типот на на Oracle верувам на Chainlink, на Eddy, на да речеме на како што реков, на DeFi во овие, на не знам кои други, на Synthetix на пример како една од кои. Сакам да кажам таков тип значи мора да направите разделување во однос на вашето портфолио каде што ќе имате финансирано во различни сектори со цел да имате различен диверсификација, значи да го намалите ризикот на вашето портфолио. Значи тоа е многу битно. Сега, се надам дека ви се допадна. Значи ова беше последното видео од оние 3 алткоини за кои што рековме да ќе направиме видео. Се надам дека оно што го баравте го добивте, со оглед на фактот дека за Algo не најдов никаков тип на вести, јас извинувам, но стварно не можев да најдам ништо што е достојно за да можам да ви го понудам како вест. Значи јас стварно барам нешто што е вистински game changer за самиот коин и затоа како такво го давам кога нешто има, на пример, за да ви го покажам. Со оглед на фактот дека се наоѓаме во bear market, она е тоа што ви го кажав дека и да има некаков тип на апгрейд или на не знам било каков тип на
понатамошно надградување на нивната технологија, значи они би го задржале и би чекале подобри времиња со цел да навистина добијат на цена, затоа што моментално кога никој не е заинтересиран за крипто, нема логика вие да правите апдейт кој што е, не знам, врв на технологија во сферата, а нема кој да го погледне тоа. Значи затоа ви кажувам, не очекувајте големи вести, значи тоа не значи дека проектот не чини или дека не е добар. Само тоа значи дека самиот bear market не дозволува моментално да направите, да речем, технолошки развој, кога буквално никој не сака да слуша за крипто сектор, разбирате? Значи тоа е добро за нас како инвеститори, но за проектите сами по себе моментално е лошо и они мора да чекаат да дојде барем оној првенствен, да речем, враќање на сентиментот назад, кога луѓето повторно почнуваат да се интересираат за крипто, за да можат да почнат да ги прават овие апдейти, да почнат да споделуваат она што го работат, да речем, дебело. Значи тоа е најбитниот момент, затоа ви кажувам. Значи проектите кои што вие ги бирате, не значи дека не се добри. Гледајте да ги бирате според фундаментална вредност, според тоа колку покажале на претходниот bull market, не во цена, него во реална корисност за тоа што уствари, на пример, истите сакаат да донесат на пазарот, каква е нивната технологија, дали имаат конкуренција. Значи кога одбирате проекти, не ги одбирајте само според цената. Пример, Chainlink направи 400% претходниот bull market, сега сигурно ќе направи пак. Значи тоа прво не може да го очекувате така, затоа што оние кои ништо прв пат влегуваат на пазарот прават таков бум што веќе никогаш не го повторуваат, затоа што колку повеќе се зголемува маркет капот, толку потешко е да се добие профит. Но тоа не го менува фактот дека самите имаат многу голема вредност. Затоа ви кажам, значи не гледајте само на цената. Гледајте колку време е на пазарот, гледајте, значи да биде голем маркет кап, значи не огромен, туку да биде соодветно голем, доволно за да може да знаете дека тоа е реален проект. Значи мали маркет капови од типот на $1,000,000, тоа не е проект, тоа е скем. Значи тоа ве чека да купите, ме разбирате? Значи кога станува збор за големи маркет капови, зборуваме од, да речеме, ајде посебно во bear market, ништо под 1 до 2 билиона. Затоа што, значи, се што е помало е многу подложно на манипулација, посебно од овие големи играчи. Тоа е прва работа, да речем втора работа. Прва е технологијата, втора е самиот маркет кап, потоа. Значи гледате што вас ви одговара. Значи вие, на пример, како човек, во која сфера се наоѓате, дали се наоѓате во финансиска сфера, дали се наоѓате во технолошка сфера. Значи според тоа берете ги токените, затоа што многу полесно ќе ви е да разберете таа технологија и да видите кој е нивниот use case, ако и вие се наоѓате во тоа поле на работа. Значи затоа, на пример, ако сте вие, не знам, софтверски дизајнер, барајте, на пример, како што е во случајот Engine, каде што буквално главната цел на Engine е креирање софтверски на NFT токени, на софтвер за NFT токени и слично, ме разбирате? Значи барајте да биде тоа слично на оно што вие го работите или го разбирате, со цел да ви биде многу по-лесно да го разберете и да верувате во тој проект. Како на пример јас сум генерално сум правник, со завршен правосуден, но јас завршив финансии и финансово право, што значи дека ја имав голем дел од предметите кои што ги имав на устина први ми беа од економскиот факултет, со професори од економскиот факултет, како економика, макроекономика и слично, сега нели да не направам, не е битно. Мене, на пример, тие работи ми се многу попознати во однос на финансискиот систем, банките и слично, затоа на пример јас осеќам лично големо, да речем, големо поврзано со проектот на Ripple, како и останати некои што верувам дека понатаму, како Aave и Compound, што верувам дека ќе бидат паметни да ги акумулираме во нашето портфолио, затоа што јас знам како тие системи функционираат и знам да определам во однос на нивната работа дали тоа може да доведе до профит или не. Значи, на пример, ова што се случуваше со Celsius, каде што целиот нивни профит беше базиран на буквално на, да рекој начин, понзи шема, каде што вие давате, а они вас ви даваат профит за тоа што сте чували на нивната платформа, од тоа што земале од следните луѓе кои што влегли на самата платформа, е неодржливо. Но за разлика од тоа, Aave и Compound се долго време на пазарот, истите, значи работат за тоа што финансираат проекти, ме разбирате, значи они не финансираат индивидуалци како што тоа беше проблемот со Celsius, ме разбирате, што они финансираат целосни проекти. Да речеме, некој проект сака да се развие, да направи следен степен на неговата надградба на неговата технологија, потребни му се пари, а Aave го финансира со тоа што добива дел од неговите токени или акции, доколку тоа е, на пример, моментално компанија која што е на пазарот, слично со тоа што, значи гледате, Compound и Aave имаат комплетно сосема друг тип на работа, значи како концепција, за разлика од Celsius, каде што идејата беше ќе ви дадеме висок степен на стейкинг, доколку ги држите парите кај нас,
додека во исто време немаат одржлив раст, посебно не во bear market, што и моментално се случи. Значи колабираа затоа што нема нови луѓе на пазарот кои што ќе влезат, а многу брзо оние високи стапки на стейкинг кои што треба да ги вратат, буквално доаѓаат до степен да се во поголема загуба од и она што го поседуваат, значи што им се случи. Но сакам да кажам, значи да се вратиме повторно на самата тема. Барајте проекти во кои што се гледате самите, но тоа да бидат реални проекти кои што имаат веќе историја и кои што имаат соодветен тим позади нив, направете целосно истражување пред да одлучите каде ќе ги дадете вашите пари. Тоа не значи дека треба да избрзате и веднаш да почнете да купувате, да речем, коини со мали капови, но доколку веќе алоцирате средства, алоцирате ги во поголемите проекти. И понатаму, кога веќе ќе трнеме нагоре, кога ќе добиете профит, вие сепак можете тој профит да го реалоцирате на овие помали проекти кои што ги имате секундарно и кои што веќе сте ги определиле како потенцијални за вашето портфолио. Значи, гледате, DCA не значи само да купувате во одредено ниво, туку DCA значи дека вие моментално ги фокусирате вашите средства во главни проекти кои што се да речем топ 10, топ 15, каде што кога истите ќе почнат да се движат нагоре на пазар, вие можете повторно да направите диверзификација, каде што дел од тие средства кои што сте ги внеле, да речеме во Ethereum, во ADA, ги реалоцирате во помали проекти кои што верувате дека имаат напредок, а покажале дека ќе успеат да го преживеат bear маркетот затоа што веќе почнале се движат нагоре кога сме го утврдиле биткоин дното. Значи ќе разговараме и понатаму за тоа, не сакам сега да разговараме затоа што прво мораме да го утврдиме биткоин дното, да разговараме за инвестициони тактики. Затоа сега повторно би напоменал, ние како тим не ви даваме финансиски совет, но ние генерално веруваме дека треба да останеме на оние топ 10 blue chip крипто, кои што знаеме дека самиот market cap е многу тешко, значи иако не е невозможно, што се случи например со Terra Luna, е многу тешко да дојде до нула затоа што станува збор за огромни играчи кои што се влезели на пазарот во таквиот тип на криптовалути. Се надевам дека ово што ви го кажав до сега ви помогна, како и секогаш ви благодарам на вашето присуство. Со мало одоцнење би сакал да ви го честитам на сите Илинден, значи да жива нашата република, се надевам дека ќе се вратиме на нашето име, кое што е реално Република Македонија, се надевам дека ќе ги отфрлиме сите оние додавки, придавки и договори кои што оваа предавничка власт ги направи. Извинете вака што го мешам крипто со нашиот канал, но мора да разберете дека историјата и Македонија се директно поврзани со она што се обидуваме да го направиме на каналот, односно македонец треба на македонец да помогне. И Македонија како основа на сето тоа представува основа на која што ние го правиме нашиот канал и оваа соработка со сите македонци назад во Македонија со цел да помогнеме истите да направат да остварат фактички финансиска независност. Значи затоа сакале ви или не сакале, нашиот канал е директно поврзан со Македонија, нашиот канал е директно поврзан со случувањето дома. Значи јас се обидувам да не ги мешам, но за жал таквите радикални ситуации кои случуваат назад дома прават да мораме и ние да застанеме во одбрана на нашата земја. Значи поентата е дека џабе е нашиот канал ако нашата земја не постои. Затоа во секое време нашиот канал ќе биде секогаш на браникот на нашата земја и се надевам дека со нашата работа ќе помогнеме на нашите браќа дома барем делумно да успеат да направат финансиски напредок во сопствениот живот и да застанат на сопствени нозе. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме на наредното видео од тимот на CryptoGaming.